На улица. Денеска Лидија и Зоки Поки нема што да прават. Одат тие двајцата околу својата зграда, а Зоки има во раката црно јагленче. Нацртај го Фигаро, вели Лидија. Зоки се завртува кон зидот и почнува да црта. Тој знае по нешто многу убаво да нацрта, а Фигаро особено убаво го црта. Нацртај му и коски, предлага Лидија. Нека се лаже Фигаро. Зоки нацртува и коска. Потоа тие повторно шетаат околу зградата. Нацртај едно коковче, вели Лидија и Зоки Поки пак црта. Нацртај му и пиленце. Така и коковчето и пиленцето остануваат над зидот, а Зоки и Лидија продолжуваат да шеткаат. Ајде сега нацртај тркалца, многу тркалца. И Зоки пак се завртува кон зидот и со своето јагленче црта многу тркалца. А сега нацрта еден стап, голем, до таму голем. Зоки го допира јагленчето до зидот и почнува да трча, а на зидот останува предолга црна линија. Тоа е нацртаниот стап што го бара Лидија. Но на крајот од зидот, Зоки веќе нема јагленче во рацете. Тоа се потроши. Одеднаш еве еден постар човек. Што е ова? Ги прашува тој децата. Ко е? Се зачуди Лидија. Ваша ли оваа зграда? Наша, вели Зоки, па и тој почнува да се чуди. Јас седам на 4-тиот кат, а Лидија под нас. Добро, вели човекот. Бива ли вашата зграда да изгледа вака грдо? Не е грда, вели Зоки. Ова се слики како во градинката на Лидија. Направи човекот. Ова веднаш треба да го избришете. О, не може, се буни Зоки и мака го фаќа од работата што би се отворила. Може со топла вода и со крпа. Но ние не можеме тоа да го направиме. Ние сме малечки, вели Зоки и се стуткува целиот за да се смали. Добро, тогаш ќе ви ги истргам ушите за да пораснете. Не, го запира Лидија. Јас се ќе избришам, чичко, ви ветувам, сигурно. Ти си добра малечка, вели чичкото. А кога ќе го избришеш? Па, се разбира, чичко, кога ќе пораснам. Не грижете се. Не ли ви дадов чесен збор?